Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Пресудата во случајот Талир 2 е победа на правдата врз најголемите корупцијски скандали во државата и потврда за епските размери на криминалот на ВМРО-ДПМН. Исправена е уште една неправда нанесена врз грбот на граѓаните. Судот со судска пресуда наложи заплена на луксузното седиште на ВМРО-ДПМН и докажа дека Белиот дворец е стекнат на незаконски, криминален начин со пари украдени од граѓаните. Не само Белиот дворец, запленете и друг криминално стекнат имот на ВМРО-ДПМН низ 30 градови во земјава. Криминалната шема на ВМРО-ДПМН е грабај од граѓаните и трупај за себе, за партијата. И така 11 години. Додека граѓаните во тој период живеа тешко, ВМРО-ДПМН си ја опремувало Белата палата со прескапи луксузи, со плочки од 100.000 евра, паркет од 76.000 евра, вазна од 180.000 евра и така натаму. ВМРО-ДПМН почитувани никогаш не се водело од интересот на граѓаните и се што правела само за партијата. Така до денес. Ништо не е променето во ВМРО-ДПМН. Тоа е истата криминална партија. Сега, по правосилноста на пресудата, се отвора можноста за пленетиот имот да се продаде или да се пренамени. Парите од имотот треба да се вратат таму од каде што се земени, да се вратат кај граѓаните. Ова е правично и ова е праведно, затоа што тоа почитувани се пари кои биле украдени од граѓаните. Ова е потврда за криминалот и корупцијата, дрското кршење на законите, за обидот на ВМРО-ДПМН да се стави над се, да се стави над уставот, да се стави над државата, да се стави над граѓаните. Наместо да се измислуваат оправдувања и вината да ја барат на друго место, Мицкоски и ВМРО-ДПМН треба да излезат пред граѓаните и да се извинат. Да се извинат за целиот криминал, да се извинат за грабежот што го направиле врз граѓаните и да побараат одговорност од секој што е вмешан во овој случај. Мицкоски треба да собере храброст и да се соочи со реалноста дека правда има, правда мора да има. Секој што го прекршил законот да одговара, а парите да се вратат назад кај граѓаните. Ви благодарам.